Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојдовте во новото издание на Трета порта, интернет политички магазин кој ви ги представува најинтересните случувања од изминатата недела. Во оваа емисија верувам дека веќе знаете што се главните теми. Една е скандалот со прислушкувањата објавен од страна на опозицијата, од страна на лидерот на СДСМ Зоран Заев, како што е познато на јавноста. Заев тврди дека во Македонија 20.000 граѓани биле прислушкувани од страна на тајните служби. При тоа Заев објави и доказни материјали и серија на прислушкувани разговори за кои има доста коментари на социјалните мрежи кои ќе ги видиме. Вториот дел од емисијата е целосно посветен на смртта на малата 9-годишна Тамара, на девојчето од Велес, која беше со искрвен рбет и која неколку години чекаше институциите да најдат лек, да најдат начин таа да се лекува во странство или дома, но за жал девојчето пред некој ден почина и не дочека воопшто да биде пратено на операција и лекување. Сега надлежните велат дека за незината смрт тие не се одговорни, даваат различни образложенија и тие ќе ги видиме во емисијата. Почнуваме сега со скандалот со прислушкувањата и со првичните реакции на социјалните мрежи. Одиме со професорот Ѓорги Спасов. Спасов пишува на својот Facebook профил. Според една анекдота, кога го прашале Сталин дали треба да се слуша народот, тој рекол: можеби не мора да се слуша, но не е лошо да се прислушува. Изгледа некој кај нас се уште се придржува само до тој совет. Тоа е Facebook статус на професорот Ѓорги Спасов, а веќе се направија на интернет и споредби со прислушувањата во овој период, во овие години, со прислушувањата кои биле правени во минатата држава, значи во изминатиот систем, па така сега ќе видиме некои од тие споредби. Еве, Јованка Дојрамлиева, поранешен новинар, исто така и активист во невладините организации, вели: комунизам, сталинизам, груевизам. Дали е во прашање технички или режимски напредок? И тука е објавена табела. Број на следени граѓани на Македонија. Значи, од тајната полиција на Југославија од 44 до 91 14.573. Од Груевски и Мјалков 2006-2015 над 20.000. Значи, прашањето што го поставува Дојранлиева, дали се работи за технички напредок и во можност за следење на повеќе граѓани. Еве ќе видиме и други коментари. Еве еден од Facebook корисниците има напишано интересен Facebook пост кој вели: за така наречените неутралци, законското прислушување може да трае најдолго 18 месеци, но и во тој случај судскиот налог треба да се обновува секои 6 месеци. Долготрајните следења обично се практикуваат во истрагите поврзани со организиран криминал од меѓународни размери, се друго е тешко кривично дело и кршење на основни човекови права на 20.000 граѓани. И најжестоките критичари на Груевски секогаш му даваа признание дека е чекор напред, дека е добар тактичар и има одлични советници. Сега станува јасно како ја стекнувал предноста. Во тој контекст сите бевме одушевени. Креативноста и храброста на студентите кои за прв пат го ставија Груевски во дефанзива, не намалувајќи значење на тоа што го направија и тоа што го прават, станува јасно дека најавата на бомбата на Заев беше своевидна кочница за одредени нелегални криминални активности на власта. Тоа го пишува Боби Илиевски на Facebook. А по објавувањето на аферата и пред неа, значи за време на спроведувањето на полициската акција Пуч, лидерот на СДСМ е во светло на медиумите, како на домашните, така и на странските. Во Скопје дојдоа голем број на новинарски екипи и во едно од интервјуата кои ги дава за странските телевизии, Зоран Заев, значи за српската радиотелевизија, вели дека во прислушувањето, освен власта, одговорност треба да се бара и кај мобилните оператори, а еве зошто тоа го објаснува Заев. Значи, во интервјуто е насловено: разобличени се. За српската телевизија
Тврдењето за кое што сум јас осомничен и уште неколкумина кои се во притвор, дека тоа се странски служби кои се присутни во Македонија, веќе се разобличени со вчерашната пресконференција која ја одржавме. Затоа што преку 20.000 граѓани не може да преслушува странска служба, поединец или било која група, освен државната служба. Исто така, тие мора да бидат конектирани со телекомуникацијските системи, а тоа се One, VIP, T-Mobile. Мора да има конекција околу тоа. Можно е некој да улови еден или два разговора, ако користат некоја современа технологија, но повеќе од 20.000 граѓани, тоа им го прави државата на нашите граѓани, јасно е. Тоа го вели Заев, а аналитичарот Арсем Зеколи во своето јавно обраќање до лидерот на опозицијата Зоран Заев вели дека тој мисли дека е правилно што веќе почнало објавувањето на доказите кои опозицијата ги поседува за прислушувањето, но Зеколи му вели на Заев дека, бидејќи самиот тој кажал дека дел од доказите кои ги поседува може да бидат штетни за меѓуетничките односи. Зеколи вели и да е тоа така, општеството е доволно зрело да ги прими тие информации и на правилен начин да ги процесуира. Зеколи вели дека многу поголема штета би се направила доколку СДСМ не ги објави тие докази. Еве ќе видиме дел од јавното обраќање. Значи тоа е објавено на Facebook страницата на Зеколи, вели отворено и добронамерно до претседателот на СДСМ Зоран Заев. Намерата на ова обраќање секако не цели да влијае врз вашата одлука која сметаат за сосема легитимна во својата автономност и добронамерност. Останува на вас лично да донесете решение дали затајувањето на тие информации би било со краткотраен смирувачки ефект или би предизвикал долгорочен нус ефект на традиционална недоверба. Сепак, ја користам можноста да ја потврдам мојата апсолутна и сврстна подршка во прилог на објавување на секоја и секаква информација за директна вмешаност на сегашни или поранешни владени или партиски функционери во акти на злосторство, убиство, организирање или прикривање на истите. Колку и да се потресни таквите сознанија и желбата да се прикријат за да се поштеди јавноста, апелирам да не заборавите дека тајните редовно дегенерираат во уште поужасни форми на општествени несреќи, за кои одговорноста ја сносат како првичните директни актери на стореното злосторство, така и оние кои допринеле во нивните затешкувања, па дури и тоа да е сторено со најдобри намери. Ете, тоа е обраќањето на Арсем Зеколи до Зоран Заев. А како што е познато на јавноста, во еден од прислушуваните разговори кој е објавен од страна на опозицијата, од страна на Зоран Заев, во него ги слушаме разговор помеѓу вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски и министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Во неа се зборува во тој разговор се зборува за се и се што, но и се зборува за една особа која многумина на Facebook ја препознаа како тогашна координаторка на ВМРО-ДПМН, така и се насловува во разговорот Силвана Бонева, пратеничка од Струмица, значи постојат повеќе обележја во тој разговор кои укажуваат на тоа. Сега за ова има реакции на социјалните мрежи на Facebook, ќе видиме дел од нив, а првим почнуваме со YouTube страницата, а ќе ви кажам сега и зошто. Значи на YouTube првим беше објавено видео на кое беше објавен преслушуваната снимка од кабинетот на премиерот Груевски, насловено како вистината на Виделина. Потоа се објави видеото слушнете кого преслушувале Груевски и Мјалков од страна на СДСМ, значи на кое се преслушуваните разговори. Тука има неколку моменти. Првин, видеото кое е објавено пред една недела, вистината на Виделина, има 142.000 прегледи, а видеото кое е објавено пред еден ден има веќе 220.000 прегледи каде што се преслушуваните разговори кои ги објави СДСМ. Вториот момент е што видеото, вистината на Виделина, значи тајното снимање во кабинетот на Груевски,
за кого сите побараа, вклучително и владеачката ВМРО ДПМН, да се открие кој го снимал. Јавниот обвинител Зурлевски кажа дека тоа видео не смее да се прикажува и дека мора да биде тргнато од сегде, па и од интернет, а МВР кажа дека ќе побараат од YouTube тоа видео да се тргне. Но како што гледаме, една недела по објавувањето, тоа видео се уште стои на YouTube. Сега, тоа може да е од неколку причини, може МВР да побарало, но YouTube не мора да значи дека позитивно ќе одговори на барањето. Причините не ги знаеме, зошто видеото се уште стои, но факт е дека на YouTube се уште може да се види видеото од тајното снимање во кабинетот на премиерот Груевски, за кое се уште не знаеме кој снимал, дали е со налог од истражен судија и дали е легално или нелегално. Одиме со новинарот Владо Апостолов, кој зборува за една појава и самиот тој бил тужен од страна на директорот на Управата за безбедност и контрразузнавање Сашо Мијалков и сега одговара на Facebook. Ако сум меѓу преслушкуваните, сега ја ќе го тужам Мијалков. Мило за драго. И еве еден од неговите колеги, Љубиш Арсич, новинар, вели: па после тој нека отвори солидарен фонд да ти плати. Бидејќи парите за Апостолов беа собрани од новинарите солидарно, и Владо Апостолов одговара: ќе му соберете, со насмевка. Значи, како што тоа бива често на социјалните мрежи, целата оваа приказна веќе добива еден хумористичен аспект. Еве ќе го видиме Facebook статусот на Билјана Секуловска, новинарката, која има објавено едноставно фотографија. На фотографијата се гледаат вице-премиерот Зоран Ставревски и пратеничката на ВМРО ДПМН Силвана Бонева, како одат држејќи се за рака во весела атмосфера. И тука ќе видиме дел од коментарите. Еве колешката новинарка Славица Филиповска вели: среќен ден. И тука има некои други коментари кои се дел од разговорот кој е објавен од страна на СДСМ. А кои се навредливи, значи нема да ги прочитам токму затоа. Одиме со исто така други корисници на Facebook, значи еден од честите, тоа е Горан Ман, како што се пишува на Facebook. Тој сега го пишува следното: како да се фатиш во сопствена лага. Упорно тврдиш дека аудио снимките се монтирани, иако уште нема ништо објавено. Откако ќе објават, тврдиш дека немало криминал, туку само Ставре и Горде го гуткале. Ако малку уклучиш мозок, со вториот став го негираш првиот, односно со тоа тврдиш дека на аудио снимките нема криминал, негираш дека се монтирани. Треба мозок, макар и да водиш глупи емисии на телевизија. Тоа е активистот граѓански Жарко Трајановски, исто така на својот Facebook статус сега објавува еден настан кој се случува и својот коментар. Значи лидерот, премиерот Груевски, лидер на ВМРО ДПМН, нели, се слушна телефонски со новиот премиер на Грција Алексис Ципрас. Значи му е честител на мандатот, оствариле телефонски разговор, разговарале. И сега Жарко Трајановски вака става два поста од медиумите. Првиот е: зошто само Грција го поддржува Заев? Значи тоа е надпис од медиуми, имаше една толга серија на такви надписи. И вториот дека премиерот Груевски телефонски разговарал со грчкиот колега Ципрас. Коментарот на Трајановски е: шизофренијата на груевистичката пропаганда. И за ова има еден хумористичен коментар. Рамадан Рамадани, политички аналитичар, сега вели: абе овој се јавил во Грчка за опцијата позови пријателја. И има ставено хаштаг и без кум останал. Значи тоа е начинот на кој социјалните мрежи секогаш се справуваат со проблемите. А за аферата преслушување излегува со свој став
и некои од помалите коалициски партнери во власта, значи пратеникот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов побара да се расчисти аферата, побара да се види дали е точно дека кој учествувал, кој снимал. Исто така пратеничката на Демократската обнова Лилјана Поповска исто така побара честување, но побара и формирање на анкетна комисија и за ова има коментар. Еве сега Миле Ситниковски на Facebook пишува, исто така Facebook активист. Ако сакаш да ја забошотиш работата, формирај комисија. Мислам Черчил го има ова кажано. Загриженост за случувањата изрази Лилјана Поповска. Ужасно непријатно е сознанието дека граѓани биле преслушувани и дека е нарушена нивната приватност. Ова е голем предизвик за судската власт, чиј кредибилитет е сериозно нарушен, вели Поповска. А со реакција за преслушувањата во јавноста се огласи и владеачката Демократска унија за интеграција на Али Ахмети. Тие во едно прилично неутрално соопштение побара да се почитуваат законите и порачаа дека будно ја следат состојбата. Аналитичарот Ким Ахмети зборува токму за ова. Тој вели, чудно е како сега ДОИ не бара вклучување на FBI во процесот, алудирајќи на нивното барање во истрагата за монструм да се вклучи американската агенција FBI. Како и секогаш преку соопштение за јавноста реагираше ДОИ, кој е дел од овој режим, при што вели дека внимателно ги следи политичките случувања во земјата и ги осудува сите незаконски дејанија и газење на човековите права. Чудно како овој пат не бара вклучување на експерти на FBI за да помогнат при разјаснување на вистината за бомбите. Но уште почудно е тоа како ние овдешните албанци не сваќаме дека токму ваквиот став на ДОИ ја разоткрива нашата несреќа. Во владата на ВМРО ДПМН ние имаме обични наблюдувачи, а не градители на правна држава и бранители на нашите права. Тоа го пишува Ким Ахмети. А оно што е следено од страна и анализирано од страна на некои новинари е дека голем дел од медиумите воопшто не јавија за аферата преслушување, значи едноставно не го пренесува воопшто пресод на председателот на СДСМ Зоран Заев. Значи тука зборуваме за некои големи национални телевизии, за доста интернет портали, за доста вестници во кои нема ни збор за аферата, ниту реакции околу неа, а целата афера е пренесена од јавниот сервис МРТВ, но некои велат и коментираат дека тоа било прилично недоволно и направено на еден начин на кој не се открила целата приказна, не се прикажале сите страни. Значи сега на порталот Либерта се пишува: МРТ не смее да ги спомне Груевски и Мијалков во аферата со преслушување. Државната МРТ, која сите ја плаќаат преку радиодифузна такса, во вчерашниот дневник објави за аферата со масовно преслушување, која обелодени лидерот на СДСМ Зоран Заев, но на многу предпазлив начин. Лидерот на СДСМ Зоран Заев објави 11 телефонски разговори за кои тврди дека се преслушувани. Според председателот на опозицијската партија, следени биле комуникациите на 20.000 луѓе, меѓу кои политичари, бизнисмени, новинари, представници на невладиниот сектор, поднел кривична пријава против одговорни во МВР, се вели во прилогот, значи не се кажува конкретно дека кривичните пријави се против кого се поднесени. А порталот за правење на паравести, значи сега направи една смешна вест и од тврдењето на портпаролот на Министерството за внатрешни работи Иво Котевски дека тој не го гледал пресод на СДСМ, дека не бил повикан и дека не ги видел материјалите кои СДСМ ги објавила, дека потоа ги следил случувањата на интернет. Коза Ностра сега пишува: Иво Котевски извади годишна карта за пресовите на СДСМ.
Помошник министерот и портпарол на МВР Иво Котевски конечно го реши проблемот со недоволно информации од пресовите на СДСМ. Тој имено беше крајно револтиран што за вчерашниот прес не добил никаква покана за да може да се информира и соодветно да ги коментира објавените материјали за преслушување на 20.000 граѓани во период надвор од сите законски рамки. Котевски, за да не се случува повторно со овакви ситуации, извади годишна влезница за прес-центарот на СДСМ и тоа за местата за седење. Значи, ова е паравест, да повторам, значи пародична вест, за некој да не помисли дека се работи за вистинска вест, морам тоа да го потенцирам, бидејќи и тоа се случува. А во однос на аферата прислушување, значи мора да се каже дека на интернет просторот ги нема многу од оние колумни кои секогаш се јавуваат и кои имаат еден спротивен став на целата работа, на целата проблематика и затоа тешко не беше да најдеме вакви реакции, но ги најдовме на Facebook. Значи, оние кои се, како да кажам, кои имаат спротивно мислење од граѓаните, кои мислат дека оваа афера е голема, дека ова е голем скандал, велат дека тие очекувале СДСМ да извади атомска бомба, но дека ова што го виделе било обична петарда, дека тоа што СДСМ го објави не е некоја сериозна афера и дека дека СДСМ повторно направиле како што правеле во минатото, најавувале големи работи, но на крајот не се случувало ништо. Па еве на Facebook новинарот Цветен Чилиманов објави една илустрација, а на таа илустрација може да се види што сака да каже. Значи вели, ете и тоа бидна. Одгоре имаме еден голем, страшен црн волк, а долу едно невино детенце со пушка играчка. И ќе видиме дел од коментарите. Еве, една користичка на Facebook вели, што? И ова прислушување масовно за тебе е малку, застрани се. И одговор од друг корисник, кој е масовно? Министри кои прават муабет дур пијат кафе, а без скандал. Значи, тоа е. А вице-премиерот Ивица Боцевски исто така на својот Facebook профил пишува за оваа проблематика. Тој вели и каде е бомбата. Јас ќе почекам да ги видам материјалите со кои располага СДСМ пред да донесам конечен суд. Сепак премногу сериозни беа најавите. Значи, поранешниот вице-премиер смета дека ова што го објавило СДСМ не било доволно сериозен скандал. Но како што вели Боцевски, тој ќе почека. Емисијата сега ја продолжуваме со како што најавивме случајот околу смртта на 9-годишното девојче Тамара од Велес, девојчето кое со искривен рбет чекаше неколку години институциите, надлежните, лекарите да ја помогнат да дојде до операција во странство за да го реши својот проблем. После тоа, тука се создаде мислење од страна на лекарите дека девојчето може да биде оперирано и тука, во домашните клиники. Малата Тамара го чекаше заедно со нејзините родители и тој момент. Но за жал не дојде ни до тоа, девојчето почина од сосема друга причина. Како што велат лекарите, тоа се случило, бидејќи нејзиниот имунитет веќе бил прилично намален и таа починала од сосема друга болест. За ова одговорност новинарите, активистите, граѓаните побараа од надлежните, побараа одговорност од министерот за здравство Никола Тодоров, од кого масовно се бара оставка, ќе видиме и како, побараа одговорност од директорката на Фондот за здравство Маја Парнавџиева Змејкова, а одговорност побараа и од директорката на детската клиника и председателка на комисијата која решила малата Тамара да не добие помош, Аспазија Софијанова. Почнуваме со новинарката Менча Атанасова Точе, која со години го следи здравствениот систем.
Точе пишува на Фејсбук. Министерот Тодоров бил многу разочаран, но не чувствува одговорност за смртта на малата Тамара, бидејќи како што рече, направил се за девојчето да отпатува на операција во странство. Вината сега се префрлува на тимот од лекарите од Турција, кои требало да се состанат и да закажат термин за операција, без да објасни на што се чекало 3 години. А еве сега ќе видиме како е објавено дека Аспазија Софијанова била подпишана на чело на таа комисија која одлучила Тамара да не оди во странство првично. Значи еве еден од надписите, а ги има многу. Комисијата на чело со Аспазија Софијанова одлучила Тамара да не оди во странство. Во второстепената лекарска комисија, чиј председавач е доктор Аспазија Софијанова, актуелна директорка на детската клиника, не го прифатиле мислењето на своите колеги ортопеди и одговориле дека не се исцрпени можностите за лекување во Македонија, односно дека лекувањето има можност да се изврши на клиниката за ортопедија, травматологија, анестезија, реанимација и интензивно лекување. Комисијата решението го донела на 30.10.2014, пошто семејството ги алармираше медиумите. Под притисок на медиумите, министерот Тодоров вети дека ќе се изнајде решение, но само усно наветување. Тоа е веста за комисијата, чиј председавач била Софијанова, а самата Аспазија Софијанова даде неколку изјави во медиумите по овие обвинувања, по овие наоди, значи не можам да кажам дека се обвинувања, тоа се едноставно, значи се верификуваат фактите кои биле во изминатиот период, и Софијанова вели дека таа се навистина се потпишала на одлуката на комисијата, но дека не се согласувала. Не сум председавач на комисијата која одлучуваше за Тамара. Само ја менував Анастасика Поповска, која е всушност председател на второстепената комисија, но сум член во комисијата. Јас сум подпишана на местото на Анастасика Поповска, што не значи дека се согласувам со одлуката. Одлуката дојде од повисоко ниво. Се чекаше да се отвори новиот спинален центар за таму да се лекува малата Тамара. Јас во тој период не бев во државата, а одлуката се донесе по телефон, вели Аспазија Софијанова, тука веќе изнесувајќи уште повеќе скандалозни тврдења. Првен, дека одлуката за Тамара да не се лекува во странство дошла од повисоко ниво и дека таа одлука се донела по телефон. И токму за ова на својот Facebook профил реагира новинарката Сашка Цветковска, која вели: еве како лекари одлучуваат за живот и смрт. По наредби од горе, по телефон, не по медицински и стручни, ама по политикански критериуми. Во превод, на госпоѓава од горе и кажале да убие човек и така и биднало. Има и друг превод. И 200.000 евра ќе се дадат за да се лечи новинар и уредник од подобна телевизија, ако тоа доаѓа од горе. Се тие овде од некаде горе. Ова е монструозно и за ова се одговара во граѓански систем. Во партиски, еве не знам. Поарно со врачеви и молитви да се лечам, отколку на овие да им паднам во раце. И може да се каже дека за оваа одлука на второстепената комисија за целото одложување на лекувањето на малата Тамара од страна на здравствените власти, нема само една резигнираност, еден револт, туку слободно може да се каже дека има гнев на социјалните мрежи од страна на корисниците, од страна на граѓаните, од страна на граѓанските активисти, од страна на новинарите. Па сега поранешниот новинар Тео Блажевски пишува: Аспазија Софијанова. Запаметете го ова име, понатаму следуваат имињата на првостепената и второстепената комисија при Фондот за здравство со која председава Софијанова, што одбиле да одобрат 30.000 евра за операција на човекот Тамара. Детето што денеска ни криво ни должно што се родило во ова расипано и лицемерно општество го погребаа во Велес.
Запаметете го името и на Никола Тодоров, министер за здравство, кој тврди дека направил се и кој тврди дека здравствениот систем во Македонија е прекрасен. Вистинско именување на лицата кои со своето чинење, односно нечинење, се индиректно одговорни за смртта на Тамара. Покрај во 9-тиот круг од пеколот треба да одговараат и по казнениот закон на Македонија, каде што постојат кривични дела. Дали со умисла или од небрежност, тоа е веќе работа на правосудството. Значи, овој статус е толку револтиран што навистина јас некои зборови од него морав да прескокнам, да не прочитам, бидејќи како што кажав, револтот за ова е огромен на социјалните мрежи од страна на сите. И ќе завршиме со Facebook страницата која се оформи по овој настан, значи се оформи еден Facebook page, значи Facebook страница која се нарече Оставка за Никола Тодоров. Од оно што може да се види е дека само за неколку дена на таа Facebook страница, значи своји лајкови ставеле скоро 12.000 луѓе. И тој број се зголемува, значи со една молневита брзина, и администраторите на страницата напишале дека во овие 2 дена биле изложени на невидени притисоци и обструкции за гасење на групава од страна на по се изгледа организирана група на луѓе, но велат дека тоа нема да се случи, дека тие ќе продолжат да работат и ќе продолжат да бараат одговорност од министерот за здравство Никола Тодоров за смртта на 9-годишната Тамара. Почитувани, со ова ја завршуваме ова емисија Трета порта, го завршуваме ова издание. Кога зборуваме за Facebook страниците, не заборавајте дека Facebook страница има и Трета порта. Можете да ја побарате на социјалната мрежа, таму да го ставите својот лајк, а особено ме радува што гледам дека во последно време таа активност се зголемува. Таму можете да ги оставите и своите коментари кои подоцна можеби ќе бидат прочитани и во емисијата. Не заборавајте дека Трета порта не ви кажува како да размислувате, туку ви ја прикажува големата слика, заклучоци донесете сами. Во меѓувреме останете и со програмата на 24 вести.